Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Кочани ќе разгледува можноста за повлекување на претходно донесената своја одлука за спроведување независна ревизија врз финансиското работење на дел од училиштата. Предлог решение за ова повлекување доставил градоначалникот Димитровски и истиот треба да се разгледува на седницата на Советот закажана за во вторник. Ке се пишмани ли Советот на општина Кочани во врска со одлуката за ревизија на финансиското работење на училиштата, што самиот ја донесе на последната седница? Ова е логичното прашање што произлегува од јавно достапните информации за предлог материјалите за работа на Советот, а еве и зошто. Само по 3 недели, откако советниците гласаа позитивно да се направи надворешна контрола како се трошеле парите на граѓаните во образовните институции, сега им е испратен писмен документ со кој се предлага одлуката да ја повлечат. Предлог решението го доставил градоначалникот Димитровски, при тоа образложувајќи го со тврдењето дека Советот донел заклучок што е спротивен на законот. Тоа го подкрепува со став дека износот на средствата што општината треба да ги издвои од буџетот за ревизијата би изнесувале околу 1.500.000 денари. Толкова сума според него не била планирана за оваа намена кога финансискиот плански документ беше усвоен на крајот од минатата година. Поради тоа, тој предлага советниците да го изгласаат неговото решение и да нема ревизија на трошењето на парите во основните училишта Никола Карев, Свети Кирил и Методи и во средното Гошо Викентиев. Барањето за контрола од независна ревизорска куќа на финансиското работење на училиштата произлезе од разгледувањето на нивните завршни сметки, кои покажаа непокриени трошоци од над половина милион евра. Значи, доколку сите заедно се сложиме дека треба да се направи ревизорски извештај за работењето на овие институции, ние ќе поддржаме завршните сметки, во спротивно нема да гласаме за. Советниците се посомневаат дека загубите се поголеми, поради што општината се соочува со закана од блокирање на сметката, ако доверителите побараат да им се платат побарувањата. Општина која мора да плати милион евра е банкрот општина. Де факто денеска на 14 март 2016 општина Кочани е банкротирана. Дали реализацијата на банкротот ќе се случи преку тужба на доверителите со извршни решенија, градоначалникот сега повторно пред мене и се подсмевнува, лично очекувам да се впушти во дискусија, значи тоа е неминовно. Заклучокот за ревизија на последната седница беше усвоен со 10 гласови за, нешто што ретко се случува кога опозицијата дава предлог, со оглед што вообичаено таа има недоволни 8 гласови за да и поминат предлозите. Сега, за седницата закажана за во вторник, на советниците им се нуди опција да го променат ставот, ако го послушаат градоначалник. Утврдување на приоритетните задачи и промотивни активности за подобрување на заштитата на учесниците во сообраќајот, како и организирање на редовната манифестација Пионерски семафор. Тоа беа главните точки за кои на работен состанок расправаше Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај. За поефикасна заштита на учесниците во сообраќајот и за зголемување на нивната безбедност, неопходно е да се утврдат приоритетни точки на дејствување на сите субјекти вклучени во оваа проблематика. Таков е генералниот заклучок што беше искажан на состанокот на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, на кој присуствуваа и представници од локалната самоуправа и од основните училишта во општина Кочани. Според насоките што се добиени од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, планирано е во април да се организираат неколку активности за исполнување на споменатите цели, а во кои ќе бидат вклучени и најмладите од училиштата. Првата недела од април ќе биде недела за безбедност на пешаците во сообраќајот. Ќе одбележиме на тој начин што заедно со учениците од основните училишта на пофреквентните сообраќајници во градот ќе бидат присутни учениците заедно со представници од полициската станица, ќе се делат флаери со пораки за како безбедно да се учествува во сообраќајот. Една од активностите која што ќе ни се одржи во текот на месец април е редовно одржувањето на детскиот семафор. Учество треба да земат сите ученици од основните училишта и средните училишта. Тоа е планирано да се одржи на 23 април со почеток од 9 часот. И последна активност, во месец април, ќе биде одржувањето на кросот и едно велосипедско дефиле со учество на велосипедистите од општина Кочани. На состанокот на Советот за безбедност во сообраќајот беше речено дека за дел од активностите е оставен многу краток период за подготовка, посебно за учениците кои ќе учествуваат на манифестацијата Пионерски семафор.
Сепак, насоките од Републичкиот совет со однапред определените рокови за одржување на регионалните и недржавниот надпревар во оваа дисциплина не оставал можност за поместување на датумите. Освен за споменатите активности, членовите на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот разгледуваа и други актуелни прашања што се однесуваат на подобрувањето на заштитата на лицата кои управуваат возила, велосипеди и мотоцикли, посебно кај помладата генерација. Сдруженијето на пензионери во Виница најави зголемен буџет за предстојната година и повеќе пари за селските клубови. Дел од ланските проблеми се пролонгираат за решавање и во предстојните месеци. Статусот на објектот на Сдруженијето, кое се води во собственост на Фондот за пензионерско и инвалидско осигурување на Македонија, користењето на владините бенефиции, обезбедување превоз на пензионери за специјалистички прегледи, континуирана здравствена заштита на пензионерите од руралните средини, се само дел од задачите кои Сдруженијето на пензионери во Виница ќе ги решава и предстојната година. Со повеќе забелешки и сугестии беа усвоени завршните сметки за 2015 година, но со амбициозна најава за зголемен буџет во 2016 година, речиси 100.000 денари повеќе од членарина, со што ќе се овозможи поголема подршка на ограноците, тоест селските клубови. Ние имаме посебен клуб за жени, а посебен е клубот за мажи. Кај жените повеќе се дружат за договор за екскурзии што организираме. Имаме поддршка тука од Сдруженијето на пензионери од Виница. Пензионерите од Истокот најмногу го користат бесплатното банјско лекување, додека останатите бенефиции не се лесно достапни за нив. Сме информирани, ако не се некои жени информирани, јас ги информирам. Меѓутоа досега банјско лекување искористуваат. Викендот не. Мислам дека дури и за викендот и не конкурираат. Малку сме запоставени ние сдруженијата, поготово од Исток. Ние мораме да одеме во автобус и да ми кажат тамо дека ако не си ја платеш картата, дека ќе платеш казна. Петок и вторник са бенефицирани денови. Помалите сдруженија не учествуваат како Сдруженијето во Скопје. Во Виница има 2400 пензионери и еден добар дел од нив се активно вклучени во сите културни и спортски манифестации кои се одржуваат на регионално и републичко ниво. По повод одбележувањето на 2 април, Меѓународниот ден на литературата за деца, во библиотеката Искра во Кочани беше промовирано творештвото на авторот за деца Велко Неделковски. Присутни беа поголем број љубители на пишаниот збор. Велко Неделковски е македонски раскажувач, романсиер, драмски писател, поет и сценарист. Напишал и објавил голем број книги за најмладите читатели. Во неговото литературно творештво ги негува речиси сите литературни жанрови: расказ, сказна, роман, драмски текстови, поезија. Автор е и на низа сликовници за децата од градинките, како и на романот сликовница во 10 книги Зеленкапа во шумата Еколо. По повод одбележувањето на Меѓународниот ден на литературата за деца во Кочанската библиотека беше промовирано творештвото на Велко Неделковски. Промоцијата на творештвото на Неделковски беше проследена со глума од ученици, членови на библиотеката Искра, кои читаа извадоци од неговите книги. Пред присутните зборуваше и се обрати и директорката на библиотеката Искра Сузана Ѓоргиева, која истакна дека севкупно богатото и разновидно творештво на Неделковски е секогаш високо вреднувано од критичарите, но и со радост, симпатии и воодушевување прифатено од читателите. Промотори беа професор доктор Мито Спасевски, редовен професор на Педагошкиот факултет во Скопје по предметот литература за деца, и писателот Александар Којунџиски, рецензент на книгата од Велко Неделковски, која што е добитник на наградата Ванчо Николески. Во промовирањето промоторите зборуваа за творештвото на Неделковски. И јас и Велко се разбира, заедно со уште неколкумина македонски писатели за деца и млади, спаѓаме меѓу најпродуктивните со голем број објавени наслови. Пишуваме и објавуваме дел од сите литературни родови, и поезија, и проза, и драмски текстови, а речиси и од сите литературни жанрови: песни, раскази, романи, пиеси, сказни, басни, гатанки, брзозборки. Обајцата пишуваме и за возрастните читатели, и во тоа да не бидеме покуси.
Освен за творештвото на Неделковски, писателот Којунџиски читаше и извадоци од книгата добитник на наградата Ванчо Николевски, на која што рецензент е самиот тој. Велко Неделковски напишал 30 радиодрами за најмладите слушатели на македонското радио. Дел од нив се преведени и снимени во странство. Исто така, Неделковски е творец на 30 играни телевизиски серии за деца. Со делата на Велко Неделковски другарувале и растеле бројни генерации читатели. Објавил над 2000 раскази и песни во списанијата Развигор, Другарче, Росица, Колибри. Поетска вечер насловена Човеколюбието пат кон вечноста организираше општина Кочани во соработка со Центарот за култура Бели Мугри. Целта е да се побуди човеколюбието кај луѓето пресред на големиот христијански празник Великден. Во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани се одража поетска средба со поетеси, членови на Друштвото на писателите на Македонија. Организатор на средбата беше општина Кочани и Оделението за општествени дејности. На поетската средба своји стихови на тема Човеколюбието пат кон вечноста читаа Елена Пренџова, Марина Мијалковска, Оливера Доцевска и Делвина Карлуку од Друштвото на писателите на Македонија, како и роднокрајните автори Љубинка Донева и Јаника Илиевска Ѓоргиева. Поетската вечер има за цел да го побуди човеколюбието кај луѓето во пресред на големиот христијански празник Великден. Идеја за одржување на ваква поетска вечер пред се е престојниот голем христијански празник. Сакавме да проговориме за човеколюбието како тема и токму преку перото на познати поетеси од Македонија. Мене ми е многу драго што првпат настапувам вечерва во Кочани, а многу сум задоволна тоа што по иницијатива на општината Кочани и Бели Мугри културниот дом сме собрани 4 поетеси надвор од Кочани да дојдеме да се представиме со својата поезија. Не се сомневам дека ќе има посетители и дека на посетителите ќе им се допадне она што имаме да го понудиме од својата поезија. Инаку би сакала овие настани поетски и воопшто уметнички да бидат да станат традиција и што почесто да се вмостуваме помеѓу градовите во земјата. Читањето на стиховите беше проследено со музика и изведба на драмското студио што работи и функционира во склоп на Центарот за култура Бели Мугри. Учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи и на децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова им читаа стихови од познатиот писател за деца Ханс Кристијан Андерсен. Преку активноста што по повод одбележување Меѓународниот ден на литературата за деца 2 април се одржа во градинката, кај децата се развива љубовта кон литературата. Како дел од активностите за одбележување на Меѓународниот ден на литературата за деца 2 април, учениците од 2 до 5 оделение од Основното училиште Свети Кирил и Методи реализираа израсно читање пред дечињата од детската градинка Павлина Велјанова. Со ова читање беа опфатени идните правачиња со цел развивање љубов кон книгата и читањето. Повозрастните другарчиња на еден убав, креативен и начин на кој што тие најмногу и најдобро го умеат, успеа на нашите дечиња од возрастните групи од 3 до 6 годишна возраст да им ги презентираат најубавите бајки токму од Ханс Кристијан Андерсен и на овој начин кај нивните помали другарчиња да ја развијат љубовта кон литературата за деца. Учениците од ова училиште присуствуваа и на промоција на творештвото на познатиот македонски писател Велко Неделковски, а обележувањето на Денот на литературата за деца проложи со реализација на централниот настан во училиштето, кога во училишниот хол беше спроведено изразно читање на сказни од Ханс Кристијан Андерсен и презентирана неговата биографија. Учениците поставија и изложба со илустрации од неговите најпознати сказни. Вечер на македонскиот афоризам ќе се одржи в петок во мултикултурниот центар во Кочани. Организатор на настанот е афористичката репрезентација на Македонија, а како учесници се најавуваат 10 познати домашни афористичари. В петок, 1 април, со почеток во 19 часот во салата на мултикултурниот центар ќе се одржи 4-та вечер на македонскиот афоризам во Кочани.
Во организација на Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија ќе настапат афористичари од повеќе градови од државата. Се работи за настан што веќе стана препознатлив белег за културното живење кај нас, а со своите придружни содржини што вклучуваат промоции на книги и слични активности, веќе ги проби границите на локалното окружување. Според организаторот на манифестацијата, подготовките за нејзино одржување привршуваат и се очекува в петок љубителите на сатирата да имаат уште едно уживање во она што ќе го презентираат учесниците на вечерта. Како составен дел на оваа манифестација имавме распишан оглас, конкурс на тема МКПД или Македонија. Се што е поврзано со Македонија, имаше задоволувачки одзив меѓу колегите, пратија своји трудови, своји афоризми. Жири комисијата во состав Витомир Долински, кој беше лански победник, нашиот сограѓанин Доне Донев и Димитар Илиев и Лазорски од Велес, направи преглед на тие, направи будување и прогласи победници. Првото место го освои Миле Ѓорѓиевски од Делчево, второто Васил Торевски од Скопје и трето Маријан Ангеловски. Маријан Ангеловски од Скопје исто така. Во рамки на одржувањето на вечерта на афоризмот ќе бидат доделени наградите за најдобрите афористичари на овогодишниот конкурс. Освен тоа, за прв пат годинава, афористичарите ќе прогласат и личности, институции и дела кои во текот на изминатата година направиле афирмација на македонската сатира и карикатура. Добитници на ова признание се осумина, а на манифестацијата ќе им бидат доделени благодарници. Настанот се организира со финансиска поддршка од Министерството за култура на Македонија, како и од локалните самоуправи на Кочани и Чешиново Облешево и од локалниот бизнис сектор. Следуваат информациите од спортот. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани е елиминирана од натамошните надпревари за освојување на Купот на Македонија. На домашен терен нашите фудбалерки загубија од лидерот на табелата Драгон 2014 од Скопје. Четвртфиналниот надпревар за фудбалскиот клуб на Македонија во женска конкуренција означи елиминација од натамошните борби за женскиот фудбалски клуб Кочани. Нашата екипа не успеа на домашен терен да го совладе директниот конкурент во походот за освојување на пехарот, екипата на Драгон 2014, со што предвреме ги заврши надпреварите. Добрите временски услови за игра не им помогнаа на нашите фудбалерки да ја прекинат серијата лоши резултати против скопјанки, па претрпеа уште еден пораз со резултат 1:0. И покрај желбата да прикажат добра игра и да извлечат поволен резултат, тие не им се спротиставија на гостинките со игра што би придонела за исполнување на замислата. Драгон беше подобро физички и технички подготвена екипа, која со брзи против напади успеа да стигне до победата. Погодокот гостинките го постигнаа во 25-та минута преку донедомнешната фудбалерка на Кочани, Афродита Салихи, која од работ на 16-тникот ја погоди мрежата на домашниот голман Костова. До крајот на надпреварот, домашните фудбалерки кои и во правенството ги изгубија шансите за првото место, не создадоа посериозна шанса за изедначување или пресврт на резултатот. Пак гостинките продолжуваат во полуфиналниот надпревар за освојување на фудбалскиот куп. И уште една информација од спортот. Помладите пионери играа нерешено, а пионерската екипа на Фудбал Старс беше поразена како гостин во младинската лига група Североисток. Без победа остана и екипата што се надпреварува во општинската лига, која загуби на гостувањето во Берово. Во надпреварите од 13-тото коло на младинската фудбалска лига Североисточен регион, екипите на Фудбал Старс од Кочани останаа без позабележителен успех. Тие гостуваа во Куманово против своите врсници од екипата на Куманово Евроспорт Вардар и се вратија со пораз и нерешен резултат. Во категоријата помлади пионери, нашите момчиња имаа необично тежок надпревар со своите врсници кои се наоѓаат во средината на табелата и не успеа да го загрозат нивниот гол. На крајот надпреварот заврши мирољубиво, без голови и по еден бод за двете екипи. Со таквиот резултат и со освоените 34 бодови, во моментот нашите млади фудбалери се второ пласирани со заостанување од 2 бода за екипата на Нью Старс од Скопје. Пионерската екипа на Фудбал Старс исто така не се прослави на гостувањето во Куманово. Во надпреварот со Куманово Евроспорт Вардар, тие беа катастрофално поразени со резултат од 8:0. Неуспехот ги остава нашите момчиња на предпоследното место на табелата со освоени само 5 бода.
Во рамки на Општинската фудбалска лига во младинска категорија, Фудбал Старс гостуваше во Берово на седбата со екипата на Малеш. На домашен терен беровци се покажаа како поефикасни и победија со 6:2. Освен овие екипи, тимот на Фудбал Старс играше и во детската фудбалска лига, при што противник им беше тимот на Младост Тошев од Оризари. Во сите 4 категории на деца родени од 2003 до 2006 година, кочанските фудбалери забележаа победи. Временската прогноза беше последната информација во вестите. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.